Зошто некоја убава музика знае да ни предизвика и жене на екстремитетите? Тоа е сензација што е позната за многумина, но не за секого. Но баш како емоционалноста во музиката, нема јасен консензус за прашањето зошто добиваме ежење. Ежењето произлегува за останат одбранбен механизам од времето кога нашите мајмуновидни предци требало да се справуваат со екстремен студ или да препознаат некоја опасност. Тогаш нивните влакна се исправале вертикално за да ја создадат топлина или да ги направат да изгледаат поголеми, со тоа позастрашувачки. Но каква врска има ова со музиката? Некои студии пронашле дека музиката ги стимулира наградните ќелии во мозокот кои потоа испуштаат допамин, нешто слично како кога конзумираме вкусна храна или изземаме психотропни супстанции. Така да музикалното ежење е еквивалент на пушење на нека многу добра трева. Шева на страна, тие изливи на допамин се активираат во очекување на некоја кулминација, односно кога некоја песна ќе дојде до најакиот дел. Или пак крешендо во класичната музика. Овој наплив на допамин потоа активира испуштање на адреналин, кој за кратко време не претвора во човечки кактус. Значи знаеме како доаѓа ежењето, но не сме целосно сигурни зошто мозоците се условени да реагираат на тој начин. Тешко е да се верува дека ова парче примера потапани е одговорно за креирање и еволуција за цели жанрови и музички субкултури. Големи се шансите да сте ослушнале овој дел и порано. Парчето се вика Amen Break и е едно од најискористените примероци во музичката историја. Доаѓа од песна издадена во 1969 година со име Amen Brother од американската фан група Винстони. Во 1986 година групата се обнови и издаде компилацијски албум наречен Брейкови битови. И по некој време, делот со тапански бит кој се наоѓаше среде песна го најде патот до мнозина песни на хип-хоп и електронска музика. Тоа парче се покаже дека ќе има огромен импакт во многу различни жанрови како што се хип-хоп, брейкбит, джангл, хаус, техно, хардкор, тапан и бас и многу други. Користено е во се што, од дед метал до музика што се пушта во лифтови. Неговото користење е толку се присутно и безвремено, што не би било возможно да не сте го слушнале никаде. Иако некои промени во темпото и ритмот, како и ремикси со варијации, може да го направат тежок за распознавање. Во 1800 година германски композитор по име Даниел Штајбелт допатува до австриската метропола Виена. Друг познат германски композитор по име Лудвиг ван Бетовен веќе живеел и творел во Виена неколку години пред тоа. И ако му веруваме на извештајот, напишан од ученик на Бетовен, кога Штајбелт дошол, тој го предизвикал Бетовен на импровизационен надпревар на пијано. Тие музички дуели служеле како тогашен надпревар нешто слично со денешните рап битки, па Бетовен прифатил. Надпреварот бил организиран и се одржал во домот на грофот Мориц фон Фрис. Кога денот за надпревар дошол, Штајбелт бил првиот кој свирал. Познат по неговите импресивни користења на тремоло, публиката му аплодирала и се восхитувала додека тој ја изведува својата историја. Но додека импровизирал со пијано верзија на квинтет, тој ја фрлил чело верзијата настрана. Тогаш на потек дошол Бетовен. Додека одел кон пијаното, тој ја земал фрлената верзија која Штајбелт не го интересирала, ја свртел наопаку и почнал да импровизира цела композиција. Бетовен го сторил тој смејувачки и перфект ја отсвирил композицијата назад. Сваѓајќи дека бил целосно понижен и поразен, Штајбелт во ревот веднаш заминал куќата на грофот, додека Бетовен не бил ни завршил со свирење. Потоа Штајбелт наводно се заколнал дека нема да се врати во Виена додека Бетовен е таму. Како што знаеме, Бетовен го поминал целиот живот во Виена, а Штајбелт го држа ветувањето и никогаш не се вратил во градот на класичната музика. Оваа композиција е дело на Јосеф Хајден во 1791 година и е официјално позната како Симфонија број 96.
Неофицијално, ова дело е популаризирано како чудото. Приказната вели дека во 1792 година Хајден ја представил својата најнова симфонија во театар во Лондон, а публиката била толку восхитена од неговиот перформанс што почнале да трчаат до неговото седиште кон сцената. Додека публиката аплодирала, голем свечен лустер ненадејно паднал на столчината кои сега биле празни, и затоа никој не бил повреден во инцидент кој можел да земе 30 жртви. Публиката препишала нивната среќа на Хајденовата импресивна уметност, и потоа сите почнале да викаат чудо, чудо многу пати. Сепак, иако овој настан веројатно се случил, понатамошни истражувања сугерира дека падот на лустерот се случил за време на премиерата на симфонија број 102, а не број 96. Но без разлика на оваа мала нумеролошка несогласеност, Хајден буквално ја спаси публиката со својата музика. Музиката што ја слушнате се нарекува Miserere mei Deus, што на латински значи помилувај ме Боже. Нејзиниот композитор е италијанецот Грегорио Алегри за време на 17 век и е наменета за ексклузивна употреба во Систинската капела во Ватикан. Било забрането да се транскрибира или изведе оваа песна било каде на друго место во светот. И кога направите тоа, би добиле казна како што е забрана за влез во црква. За околу 150 години композицијата на ова дело била строго чувана тајна. Но во 1870 година, 14 годишниот Волфганг Амадеус Моцарт дошол во посета на Рим. На 11 април тој бил присутен на изведувањето миса во Систинската капела и за прв пат го слушнал ова изворено дело. Восиден на неговата мелодија, Моцарт се вратил дома и скоро перфектно ја транскрибирал целата 15-минутна песна, само сеќавање. Тоа се 9 различни мелодиски стихови наеднаш, кои траеле 15 минути. После неколку месеци тој се стекнал со голема слава заради перфектната изведба. Но Моцарт никогаш не бил казнат поради копирањето, напротив, тој бил повикан лично од папата за да го пофали за неговата музикална гениалност. Тој дури го наградил со црковен орден на Златниот спар.